Две правни лица од Велешта вршеле ископ во близина на изворите во Шум кои снабдуваат со вода над 20.000 домакинства во Струга и Струшко. Испитувајќи ги причините за енормното загадување на извориштето, иако постои забрана за вршење на земјени работи, истражните органи живи ги фатиле додека со машини вршеле кршење, ископ и транспорт на карпи во поголем обем во непосредна близина на изворите. Поради сомненија за кривични дела, незаконита експлоатација на минерални суровини и загадување на водата за пиење, надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка веднаш достави предлог за определување мерки на предпазливост, забрани на правните лица да ги посетуваат парцелите каде вршеле ископ и забрана да преземаат какви било работни активности на подрачјето. Основното јавно обвинителство Струга продолжува да превзема действија за обезбедување докази и испитување на евентуална кривична одговорност во однос на загадување на изворите во кои е пронајдена ешерихија коли и ентерококни бактерии од фекално потекло. Матноста на водата периодов беше зголемена над 20 пати повеќе од дозволеното. И додека се чекаат резултатите од Институтот за јавно здравје во Скопје, каде се врши проширена анализа со цел меѓу другото да се испита и радиоактивноста, надлежните алармираат да се превземат итни мерки за санирање на состојбите. Оние ископини што се направени, така е земјата растресена сега е таа земја, не е набијана и водата од врнежите понира долу и автоматски соси себе, носи и честички од земјата и кал. Па некои дупки се со длабочина на 25 метри, да се разбериме, уж малце и долу ке слезеле и таман извор да немат стружени. Да неме стружени вода, од кај да имат. Да се исполнат овие дупки. Одговорност побара и заменик министерот за правда Ален Деребан. Станува збор вели за кривично дело нелегална експлоатација на минерални суровини, кое не смее да помине неказнето, бидејќи оние кои што го вршеле тоа дело немале никаква дозвола ниту концесија за работа. Под значителна штета кривичниот законник подразбира штета или корист во висина од 50 просечни плати, за тоа дело е предвидена казна затвор од 1 до 10 години. Работа на обвинителството е во ова предистражна постапка да пронајде докази со кои ќе утврди причинско-последична врска на нелегалната експлоатација со загадувањето на изворите за пиење. Водата од градскиот водовод половина месец е забранита за пиење. Стружани купуваат флаширана вода. За илустрација, само еден дистрибутер дневно испорачува околу 15 тони вода за потребите на Стружани.